сака добро да се насмее. Насмејте се со секогаш иновативните случки на скриената камера. Од понеделник до петок. Чисто за смеја. 19:30. Додека чекаме потопли и подобри денови, се собираме пред телевизор на филм. Во март имаме избор од сите жанрови. Драми, Sam? трилери, комедии, Well, tell me you'll be home. I'm not a child. Do you need money for a taxi? Yes, please. актерски легенди како Грегори Пек и Лоренс Оливие, Джеф Бриджис, Мишел Фајфер, A lot of shoes, a lot of rice. и секако предводниците на боречките вештини на филм Брус Ли и Джеки Чен. Животот е поубав со филмови. Гледајте го нашиот избор во март. Во Холивуд оваа улога ја толкуваше Ентони Хопкинс. Во Велешкиот театар истата улога ја носи актерот Јордан Витанов. Го поканивме да биде дел од нашиот микс, да зборуваме за богатата актерска кариера. Модел, манекен и танчер. Джаз Даниелс е роден во Англија, а од својата 3-та година живее овде. Во Македонската филхармонија ќе биде представен уникатен балкански проект што ги обработува безвременските хитови на најголемите музички звезди од Сараево. По тој повод разговараме со Агни Авшар, една од учесниците. Веќе предпознатлив неделен микс и оваа сабота, 14:40. Сте слушнале ли за симпатичниот анимиран карактер Кактус Кит? Овој документарен филм е еден од ретките што се занимава со анимацијата и пионерите аниматори на овие простори. Во среда, последната авантура на Кактус Кит. Ако историјата се повторува, тоа значи дека може да се повторат и некои луѓе. Дали злото од Втората светска војна е се уште живо? Во четврток, заканата е реална во научно-фантастичната драма Момчињата од Бразил. А во петок How tight your lips, like Angelina. Oh, you look like a fish. се опуштаме со комедијата Кралица на аудициите. Филмски и во март, од вторник до петок, 22:30. Добро вечер, вие гледате Анализа. Добро вечер и за моите гости. Неда Малеска, извршна директорка на Центарот за управување со промени. Добро вечер. Добро вечер. Љатифе Шиковска, претеничка. Добро вечер. Добро вечер. Исмаил Камбери, Комисија за антидискриминација. За спречување и заштита. За спречување. Скратено име е секогаш антидискриминација. Добро вечер и од мене. Благодарам на поканата. Благодарам што сте гости. Неда Здравева, председателка на Хелсиншки комитет. Добро вечер. И Димче Велев, Сојуз на Сдружение на диабетичари. Добро вечер. Добро вечер. Беше поканета и министерката за труд, Јованка Тренчевска. Таа имала трибини со пензионери низ Македонија. Добро, секако дека друг пат може да биде гостинка со
Токму за оваа тема, дискриминација, всушност не е антидискриминација. Комисијата за антидискриминација констатира дискриминација и зошто воопшто постои? Добро. Комисијата е формирана во 2021 година јануари, претходно беше законот изгласан во 2020 октомври и главна функција на комисијата е спречување и заштита од дискриминација, па затоа е името комисија за... Но дали се спречува, дали се заштитува, ќе говориме вечерва. Нида Малеска, вие имате истражување за политичката дискриминација, дека е број 1 всушност во нашата држава, но она што е всушност прилично драматично е што дискриминацијата на болните, на хроничните, на ретките болести. Овие луѓе таа дискриминација ја плаќаат со своите животи. Димчо Велев, вие секојдневно ја гледате таа дискриминација. Ја живееме. Вие ја живеете. Не само што ја гледаме, ја живееме. За жал, таа дискриминација се случува по системски пат, затоа што ние се соочуваме со недостиг на лекови, со недостапност на право на избор на терапија, со промена на терапија, со чекање на листи за лечење, за операции и така натака. Особено хроничните болни кои што развиваат и разни компликации дополнителни. Ево во диабетесот, кога ви имате проблем со инсулин или со самиот диабетес, имате компликации кои што дополнително тие се и терет на државата покрај дискриминацијата која што постои во однос на пристапноста и достапноста до правилно и навремено лечење и третирање. Камбери? Вие сте сега представник на власта и можам цело време вас да ве повикувам на одговорност. Малку ќе ве го рекирам. Значи, не сме представници на власта, туку комисијата е независно самостојно тело, основано од собранието. Собранието е независно тело, Да. составено од политички партии. Да. И така што и нашите одлуки, значи, се независни, самостојни. Во однос на проблемот, претпоставам сакате ме прашате, до овој момент, кога што сум запознат, немаме добиено представка за овој конкретен проблем до нашата институција во однос на оние лица кои што се соочуваат со ретки болести. Потребна ви е представка за да реагирате, за да работите? Не секогаш. Не секогаш, значи Зошто не реагирате? Колку протести сте имале досега? Имено тоа сакав да апелирам до комисијата, значи вие сте во дефиниција спречување, така? Ако зборот спречување значи дека треба да реагирате и на тоа што во јавноста изминативе 2 месеци нема настан, нема вести на ниједна телевизија, ниједен медиум, да не стои наслов за диабетес, за цистична фиброза, за рак на дојка, за немање терапии за лечење на ракот и за ред други болести. Че вие тоа треба, и ние имавме заеднички апел и барање до Министерството за здравство, за промена на законите за јавни набавки и процедурите бирократски, кои што не ограничуваат дефинитивно. Тука мислам дека и Комисијата за спречување и заштита од дискриминација треба да го земе во предвид за да ги констатира пропустите и ургира во правниот систем како да се тоа разреши побрзо. Ќе го направите ли тоа утре? Веќе утре? Да, видите, легитимно е прашањето. Комисијата минатата година отвори 7 постапки, значи може да отвори по допрен глас или по службена должност. Тие 7 постапки исто беа конкретни во јавноста кои што опфаќаат поголема група на граѓани. Еден од таков пример е примерот со изедначување на студентските стипендии, каде што офати, мислам, 2 до 3.000 студенти, така да дефинитивно може да се отвори баш токму утре имаме седница и може да се отвори ова прашање. Секогаш помага и доколку имаме и конкретна представка, бидејќи тој што го се соочува и со проблемот, може и многу добро да го опише проблемот во представката, во самата представка, што многу би ни било од помош во однос на согледување на фактичката и на реалната состојба, но секако ова прашање... Можете и по телефон, не мора лично да имате средба со Велев. И со други представници. Не, видете... Не треба толку бирократски да се гледа низ институциите и да се работи. Самиот процес на понесување на представка е многу едноставен, лесен и бесплатен и достапен на сите граѓани, без разлика... Сега неопходна ви е представката или можете да
започнете некаква процедура и без неа. Да, како што кажав, може да се Можете. понесе Уште представка, утре. Да, може и да се отвори по службена должност, значи, ама да се отвори треба на седница се разгледа прашањето. Тоа ќе го сторите утре. Да, дефинитивно може да го отворам како прашање на седница утре. Како ургентно прашање. Да видиме која е состојбата што се пласира во медиумите и да видиме потоа да ги мапираме оние кои што се потенцијални релевантни чинители за овој проблем и потоа да постапуваме согласно нашите Ќе надležности. комуницирате со Камбери Велев. Секако ние Секојдневно. Секојдневно со сите институции за волја на вистината, ние како Сојуз до комисијата се немаме обратена затоа што се бориме со надлежната институција Министерство за здравство, час поскоро да ги надминат тие процедури нивни. Но тоа час поскоро колку години трае? Па 5 најмалку. Да. На вчерашната конференција за дискриминација говореа и политичарите. Токму може да се направи некаков притисок, ете од авторитетот на сопругата на председателот Пендаровски, имаме кратко парче Елизабета Георгиевска. Сметам дека сите имаме право на универзална здравствена заштита и пристапот до лекови треба да биде еднаков за сите, независно од цената на лековите. Верувам дека ние во нашата држава се соочуваме со проблеми и затоа се стремиме да бидеме дел од Европската Унија. Се надевам што поскоро ќе се оствари тоа, каде што, како што можевме да видиме од воведното обраќање на амбасадорот, има развиен систем како се пристапува кон диагностицирањето и третманот. И кај нас постои, меѓутоа тоа е исклучително тешко, многу потешко. Пациентите поминуваат години низ лавиринтите по клиниките, се додека не се постави правилната диагноза и да се одреди терапијата, која што за жал, како што бевме сведоци последниот период, многу тешко доаѓа поради административните проблеми и процедури. Велев, колку можат политичарите на вистина да помогнат? Многу. Можат многу. Многу, они ги носат законските решенија. Они ги усвојуваат програмите во собранието по кои што се постапува. Во однос еве конкретниот пример кај нас стварно неизбунувачки не е јасно со усвоен буџет за 2023 година за програма за инсулини. Со одобрен буџет изгласан во собрание. Ние немаме 2 месеци инсулин, 1 или 2. Тоа не смее да се случува. Ние 5-та година се бориме за правото децата да не се буцкаат по 16 пати на ден, да го добијат цензорот. Ние само разговараме со нив, ностоп добиваме ветувања, одлуките многу тешко се носат, но се донесоа, еве стасавме до програма. Се надеваме дека таа програма нема да остане само парче хартија, дека еве и новиот министер ќе ефектуира во јавен повик тендер и дека ќе добијат тие 600 деца тип 1 и млади до 18 години, дека конечно ќе добијат тоа што им следува по право на живот. Да. Неда Здравева, зошто воопшто политичарите во оваа држава не ги интересира воопшто? Се работи за 600 деца за кои говори Велев. Што прават политичарите? Веројатно подобро ќе ви одговорат тие на прашањето. Јас посоодветно би можела да кажам што не прават. Една од работите што во последно време не се прави барем доволно е што не се соработува со граѓанскиот сектор во процесите на градење политики и процесите на донесување одлуки. Така што можеби еден од првите чекори кон подобрување на таа ситуација е да се воспостави малку потесна соработка со граѓанскиот сектор, кој е важен чинител. Многу важен. Ако во сите овие процеси. И во создавањето на политиките, меѓутоа и во контролирањето на нивното спроведување и коректор што може да придонесе за тоа тие да бидат поефикасни, поефективни и да се спроведуваат онака како што е всушност замислено за да ги дадат очекуваните резултати. И тоа не се однесува само во оваа сфера, се однесува во многу повеќе сфери. Некои од облиците на дискриминација се лесно условно речено лесно препознатливи, кога станува збор за дискриминацијата, скоро никогаш ништо не е лесно. Особено не за оние што ја трпат.
дискриминацијата. Некои од облиците се полесно препознатливи. Она што е карактеристично е дека интерсекцијската дискриминација, тамо каде што имате по повеќе основи, е многу потешко препознатлива, потешко се докажува. Другата работа што може да се направи е да се навистина да се користат механизмите кои веќе постојат во законите со кои што се уредува работата и на владата и на собранието, за да ги едноставно да се врши контрола на спроведувањето на политиките што постојат. Третата точка е освен комисијата која што е забележена дека навистина направи значаен исчекор во оваа сфера на заштита од дискриминација е работата со судството, кое што игра и такако битна улога во процесите на одговорност од дискриминација и заштита од дискриминација, кое што би можело да ги подобри своите капацитети кога станува збор за разбирањето на тоа што представува дискриминација и на кој начин се одговара за дискриминација, или барем тоа нам не го покажа еден случај во кој што Хелсиншкиот комитет врз основа на законот се јави како тужител. Така што имам, за жал, ќе кажам, има многу работа. Добар ќе биде денот кога ќе кажеме веќе ништо не може да се направи по ова, се што требаше да се направи е направено и се функционира како идеално општество нема. Како часовник. Да, но безкорисни предолги беа овие денови. Шиковска, се согласувате со мене со реконструкцијата на влада. Се говореше во собранието само тоа и се забораваат сите важни други теми. Точно е тоа дека навистина во однос на реконструкцијата на владата навистина долго се дебатираше и се уште се дебатира, меѓутоа ја се надам дека час поскоро сето тоа ќе заврши и дека навистина ќе се зафатиме со работа во однос на законите кои веќе чекаат да бидат усвоени низ комисиските расправи, затоа што граѓаните како се важни во однос на целата состојба и дека треба сите ние да придонесеме што поскоро да се отворат комисиски расправи и законите час поскоро да бидат донесени, затоа што се од важност и значајни се за граѓаните, имајќи во предвид, ја слушав внимателно дискусијата на почитуваните гости кои се дел од оваа дебата и бидејќи јас бев до вчера дел од граѓанскиот сектор и навистина знам колку имаме одредени предизвици кои не се решаваат во овој однос, во овој дел. Зошто имате ли објаснување зошто политичарите одбираат дискриминација и се нерешливи проблемите еве за луѓето со ретки болести, хронично болни? Па не би рекла дека не се решливи, меѓутоа за жал министерствата кои се надлежни во однос на решавање и министрите, секако дека и како требало час поскоро навремено да ги набават оние лекови за пациенти со ретки болести, карциноми, што и зошто одбираат дискриминација сепак? Па не би рекла дека е дискриминација, меѓутоа не се реагира навремено за да не дојдеме до ситуација да го тоа третираме како дискриминација. Меѓутоа во однос на дискусијата на Неда, јас би сакала да кажам дека во однос на граѓанскиот сектор, да речеме во собранието, ние имаме одлична соработка со граѓанските организации, кои се дел од поднесување на иницијативи за јавни расправи, дел се од креирање и дискусија во однос на одредени закони кои секако ги таргетираат нашите граѓани, меѓутоа сепак дека сметам дека никогаш не е доволно и она што е важно, собранието е отворено да се расправа, да се дебатира, да се критикува, баре во оној дел каде што така ли? Јас како пратеничка сме имале ние доста средби со граѓанските организации, биле дел од
расправите биле дел и од поднесување на закони, па заеднички да видиме што можеме да направиме истите да поминат. Механизми има. Практиката што вели? Практиката вели дека навистина има сериозен простор за подобрување, заради тоа што тоа не може и не треба да биде само на некакви ad-hoc иницијативи од време на време за работи кои што директно изгледаат вака дека ги засегаат граѓанските организации. Имате вие една низа на политики кои што во кој што практично да нема и политика, во која што некоја од граѓанските организации која што представува различни групи на, да речеме, пациенти, образовни структури, млади, социјално загрозени лица и слично, не го пронаоѓа своето место да учествува организации за заштита на човековите права секако. Така што, знаете како, одборот за соработка, сега собранието, еве случајно господјата Пратеничка е тука, па со неја можеме да дискутираме за работата на собранието, она што е карактеристично дека, не знам, одборот за соработка со граѓанските организации при владата повеќе од една година не работи веќе. Така што, знаете како, да не бидам премногу одсечна во оценките, ќе се задржам на тоа дека има многу голем простор за пополнување и за заедничко делување, бидејќи конечно тоа е од интерес на граѓаните. Мора да се дискутира едни од најчестите облици во кои што се, или основи поради кои што се оценува дискриминаторски основи е припадност на различни маргинализирани групи во општеството, здравствена состојба, етничка припадност, политичка состојба. Од тука практично нема политика во државата во која што различни граѓански организации не може да се вклучат и не може да придонесат со целокупната експертиза и практично искуство што го има. Да, но Анида Малевска има многу важно истражување за дискриминацијата. Најмногу македонците се дискриминирани по политичка основа. Тоа е заклучокот ваш. Па, карактеристично е дека и не само македонците, туку и македонците, албанците и ромите, македонците, граѓаните во Македонија, на тоа мислам, се разбира. Сите етнички заедници, вака кога ќе го погледнете последното наше истражување, покажува дека најголем дел од нив се дискриминирани врз основа на политичко уверување или припадност, и тоа најчесто при работа и вработување. И тоа е еден сериозен проблем. Меѓутоа, овој проблем за кој што зборува Дима, тоа е веројатно проблем кој што треба подитно да се решава. И во нашето истражување, следната област каде што граѓаните најчесто се чувствуваат дискриминирани е пристапот до здравствени услуги. Мислам, и тоа е одлика, истражувањето одлика на расположението на граѓаните, не е само некаква перцепција за тоа каде се проблемите. И институциите мораат да бидат поагилни и побрзи во реакција на ваквите проблеми на граѓаните. Не може да се чека на нас, граѓански организации, да реагираме ако има проблеми во областа на здравство, пристап до лекови или дали ние ќе ја подобриме или не соработката во ред е сето тоа. Меѓутоа има вакви сериозни проблеми каде што се очекува брза реакција на институциите, зашто животи се во прашање и тоа ни се случи пред само неколку недели заради недостаток на определени лекови. Не може тоа да се проблематизира и да биде институцијата инертна во решавање на таквите прашања. Овој друг сегмент, дали политиката е целосно ни ги окупирала животите и влегла во сите сфери, дека нема више ни тампон зона меѓу граѓаните и политиката и како на кој начин засега, јас го поврзувам и со прашањето дека веќе имаме
веќе имаме сериозна потреба некаде да кажеме добро, до сега моравме да акомодираме одредени интереси, моравме да направиме правична застапеност, од сега натаму зборуваме за стручност и експертиза во институциите, кои што брзо ќе реагираат и кога ќе има едни вакви ситуации, ќе бидат по-брзи, по-професионални, бидејќи граѓаните, всушност, првиот допир на граѓаните во делот на услугите е администрацијата и они тука ги чувствуваат овие структурна дискриминација каде што се убираат од институциите. Мислам, и нашето истражување тоа покажа, а не само нашето истражување. Туку и на вчерашната наша конференција имавме дискусија со институции, Народниот правобранител, Комисијата за заштита и спречување од дискриминација, Уставниот суд, многу луѓе сите ги идентификуваат многу поголема дискриминација. Велам, многу сите ги одговорни, идентификуваат тие области на дискриминација. Значи, но што прават освен што идентификуваат? Тоа е прашањето. Прашањето е како подобро они можат да соработуваат, да ги изнесуваат на виделина овие работи, па преку парламентот да ги дискутираат. Извештаите на Народниот правобранител и на комисијата се доставуваат до парламент. Парламентот треба да отвори расправа за овие прашања, да се видат каде се основите на дискриминација и да се реагира. Очигледно дека дискриминацијата не е само, ја велам, сите други, и по основ на родова припадност, религиска, и по односна, секаде ја среќаваме. Меѓутоа, прашањето е кога ќе утврдите дека некаде има структурна системски се јавува и во институција Народен правобранител, и во комисија, и во Уставен суд, како заеднички да реагираме, дајте да видиме што е тоа што можеме да го сузбиеме. Велам, во здравство е следниот, освен работа и вработување како област, следната област која што идентификуваат граѓаните, на репрезентативен примерок е спроведено истражувањето, е здравството и здравствени пристапот до здравствените услуги. Малеска, дали партиските книжки се всушност клучната алка за овие луѓе за лекување? Не сакам да верувам дека е тоа така. Добро, и Димче Велев ќе каже. Меѓутоа никако. Мислам, меѓутоа некогаш е прашање на приоритети, некогаш е прашање на недоволна реакција, функционалност, зашто за животи се работи. Не верувам дека ниеден доктор по ниедна партиска основа нема да би го нарушил својот кодекс, да не излезе во пресрет, ама целиот систем е премногу не излегуваат во пресрети, тоа е говорам за онаа партиска војска која на паразити, нели? Која чека всушност единствено привилегии. И таа е единствената привилегирана во оваа држава. Дури и за лекување. Во однос на пристапот на здравствените услуги во здравствените установи не влие тоа. Значи партијата влијат овие програми. Има врски, конекции. Кој ќе ги пронајде лековите кои се неопходни? Тоа не сте го детектирале. Не сме ни пробале, немаме време да го анализираме, затоа што ние се бркаме со лековите, се бркаме на време да ги примиме, се бркаме да отидеме до Србија, Грција, не знам, Бугарија да си купиме лек, умеѓу време затоа што еве до комисијата и јавно председателе, само како апел, комисијата доволно да трне од наш аспект пациентски, да трне од 3 теми утре. Прво, позитивната листа на лекови во оваа држава 15 години не е чепната. Значи, еве јас како лице со диабетес, не зборам за другите пациенти, не зборам од его состојба, него практичен пример. Јас имам само покрај инсулинот што ми го дава државата, само една таблета имам на фонд. Сета друга терапија ја плаќаме фул, колку што е од производител. Тоа е првата работа. Втората работа, во Законот за јавни набавки, односно процедурите кои што закон е многу години веќе и може би е надживеан или треба да се операционализира според европските директиви, Европска унија, за здравство има други поглавија. Имате Франција пример, имате Хрватска веќе пример, каде што многу поинаку и се интервенира и се постапува за да побрзо се стаса
до правилно лечење и третман на секој пациент, не на бирање колку пациенти на што ќе видат. Затоа и тоа ми беше поентата дека доколку се понесе представка, токму овие елементи ќе бидат многу полесно за ваков комплексен проблем за да бидат дефинирани во представка и за да се постапува. И тука ви се наврате она партиска војска на паразити, тоа би го третирале како и вознемирувачки говор во нашата работа, бидејќи сите припадници во административната служба би се стават во исти кош и се стават. Ова е говор на омраза. Вознемирувачки говор. Кон политичарите, кон функционерите. Јас го сватих кон административната служба. А и кон политичарите. И она што сакав на крај да го укажам, дека ние се соочивме и со анкета, ние имавме лани минатата година, изработивме анкета за прв пат во државава на репрезентативен примерок на целосно квалитетот на животот на диабетичарите, лицата со диабетес, во однос на здравието, на животот. Фрампантни се податоците. Значи, ние се разочаравме, немаме едукација. Ние по протоколи, по закони донесени од парламентот, по подпишани протоколи, ние треба да имаме едукација во јавноздравствените установи. Нема време таму да, заради одредени или процедурални или не знам какви причини, немаат време доволно да вршат едукација. Се врши основна едукација, но не и потребната друга дополнителна едукација за која што ние се бараме, се бориме. Второ, по тој принцип, пациентите од другите хронични заболувања и немаат и доволно блискост на лечење. Ние имаме проблем во државата со мрежата на јавното здравство. Има недостиг на лекари, специјалисти во локалните средини. И сега замислете, да речеме, Радовиш, Кочани беа во предизвик, Берово, кога беше министерка, соодветната докторка, ние немавме замена таму, луѓето чекаа доктор, една што неделата и два пати. Значи, не го зборам ова за да само идентификувам проблем, туку од тука ги наоѓаме решенијата и преку собранието. Затоа е собранието. Јас го доживам собранието храм на демократијата за континуирано измени и дополнување на законите согласно начинот на живење кој што се појавува. Видете, ние на годишно ниво имаме огромна преваленца на пораст на лица со диабетес. Ние за една година имаме над некаде околу 5000 или 4000 луѓе кои што се поставени на инсулин. Че тоа знаете колка бројка. Ние сме држава со 116.000 лица со диагноза диабетес, од тие 45.000 ви се на инсулин. Знаете о проценти колку е, а преваленција од 20 години до 79. Работоспособно население. 11,8% некаде е популација опфатена за која што зборуваме. Тука ќе ги ставам и другите наши пријатели, колеги, соборци од сите други диагнози, хронични особено, и ви имате уште 5-6% најмалку, најверојатно, не зборам така од ракав, не сакам точно. И огромна е бројката. И огромна е бројката, и ние се уште не преземаме доволно мерки системски, како држава, да видиме што ни се случува, што е тоа што треба менуваме за луѓето побрзо да бидат правилно лечени. Ние 3 години бараме промена во пристапот до ленти, што се менаџира диабетесот, значајно после инсулинот. Ние, освен молк и огромна тишина откако се промени министерот, друго ништо немаме. Ние не знаеме на што сме. Неколку министри се променија всушност. Од тоа што еден министер, со претходниот се убедувавме, почна постапка за промена на дебата, низ дебата, дали да го менува, дали да не се менува пристапот. Ние се уште немаме одговор дали ќе се смени или ќе остане истиот со најниска цена, наместо стандарди во Европска унија, набавка на лекови, на помагала. Вие демантирате ако мислите слободно, нека ми каже некој дека не е така. Во сите развиени земји не е најниска цена првиот и основен критериум. Туку стандарди, иновативна терапија, дигитализација во менаџирање на диабетес и на другите болести. Ние имаме апаратчиња и глукомери кои што се многу назад спрема други што постојат и кои што се достапни на нашиот пазар веќе.
а ние не може да ги имаме затоа што се малку поскапички. Шиковска, ова ви е шанса да го повикате Велев во собранието, да одржи говор, да биде ваш гостин, да слушна сушност сите. Заради тоа што јавноста слушнала. Но политичарите, пратениците, министрите, паразитите, уште еднаш кажувам, и ќе говориме за паразит, за она администрација за која велиме дека е паразитска, веднаш по рекламите. Останете со нас. Одиме со Неда Малеска. Продолжуваме. Говоревме за паразитите, таа гломазна бирократска машинерија, администрација, од каде излегуваат подоцна големи, важни, мали и големи всушност, шефови, директори, директорчиња, и тие ја цицаат всушност целата држава. Партиските вработувања се најголем проблем ли за граѓаните? Па најголем проблем во ова истражување е дискриминацијата врз основа на политичко уверување и припадност во барање на работа или во напредување или во губење на работното место. Такво е чувството на граѓаните мерено низ оваа анкета. Праксата исто така не покажува многу различна состојба. Реков дека анкетата е некој пат и одлика на расположението на луѓето, кога вие постојано слушате за некакви ситуации во кои што одредени лица по одснов на привилегии стаселе до работни позиции. Овде анкетата само го потврдува мислењето на граѓаните, односно дека се чувствуваат дискриминирани во овој пристап до работа и вработување, што е па и некое основно право кое што можат и треба да го остварат и кое што ни го обезбедува Уставот, да имаме фер пристап до работа. Но зависно од квалификациите. Тоа е проблемот всушност. Во зависност од квалификациите, секако. Ние имаме закони кои што го уредуваат овој дел во однос на вработувањето во административните службеници. Меѓутоа, перцепцијата на граѓаните е повторно дека нема таму нема фер третман, а позициите па кои што се однесуваат на највисоките раководни позиции во јавната администрација, директори на институции, директори на болници, економски директори на болници. Тие се партиски сето тоа е именувани. Да, тоа се избрани именувани лица кои доаѓаат по пат на политика во институциите и кои што, каде јас, Билјана, на твоето прашање гледам потенцијалната опасност, а тоа е дека ние имаме постојана флуктуација, промена. Еве гледате, се менува сега коалицијата на партнери во власта, се менуваат првите раководни, тоа е политички договор, не со оглас, не со конкурс. Не со конкурс, со назначување ви припаѓаат вам тие директорски позиции, вам ви припаѓаат овие директорски позиции. 87% од земјите членки на ОЕЦД имаат мерит систем на највисоките раководни позиции. Ние дополнително ги имаме и управните и надзорните одбори, па и тие во здравствените установи, да се врзам сега со здравството, кои што исто така се назначени по пат, често пати на политика, и кога ќе земете нема континуитет, бидејќи има постојани промени и нема да обезбедите некаков континуитет на тие операции, да институциите бидат повторно поагилни. Пазите, сега само една промена на структурата бара адаптација, бара да дојде нов министер, нови директори бараат од почеток све додека се пофатат конците, веќе одминала пола година и некои вакви суштински проблеми остануваат можеби и нерешени заради тие процеси. Така да мислам стварно час поскоро треба малку повеќе да дистанцираме политиката од оние стручни позиции. Никој не вели дека политиката нема влијание врз нема да има влијание, се разбира, таа треба да ги оствари своите зацртани цели, така натаму да ја оствари својата легитимна власт низ институциите, ама таму каде што се стручни, се стручни. Директор на јавна установа здравствена, што тоа треба да има врска со политика, или директор на некое училиште. Мислам, навистина има места каде што стручноста треба да игра клучна улога, а не политиката и договор и
пребивање, ова ми припаѓа мене, ова ви припаѓа вам. Да. Македонците камбери не се задоволни заради тоа што има премногу албанци во институциите на раководни места или во администрацијата. Албанците пак не се задоволни, се разбира, зашто се уште не се доволно интегрирани. Подоцна ќе говориме и за ромите. Но етничката припадност сепак не изби сега во истражувањето на Неда Малеска. Имате ли објаснување зошто? Видите, јас може да зборам од статистички, она што ние го добиваме како представки во нашата институција. Но правите анализи. Зошто? Имате ли објаснување зошто? Не, како што реков, значи можеме да зборуваме за она што го имаме направено анализа врз основа на нашите податоци со кои што располагаме. Од она што располагаме е дека ние во 70 случаи имаме утврдена дискриминација од вкупно 255 представки. Од тие 70 најголем дел се поврзани со вознемирувачки говор спрема ЛГБТ заедницата во областа на медиумите и јавното информирање, односно тоа се Facebook постови кои што шират вознемирувачки говор. Втора област која е најзастапена дискриминацијата е токму областа на работата и работните односи. Тука основата се огледува врз дискриминаторски основ поврзан со лично својство и општествен статус и политичкото уверување. Значи имаме и такви предмети каде што предмет на етничката припадност. Не, моментално не. Етничката припадност највеќе е поврзана со вознемирувачки говор на социјални медиуми, односно оние има една невладина организација која што понесува представки во име на оние кои што имаат бугарска самосвест, така се декларираат. И вториот момент кај етничката припадност е дискриминација кон ромската етничка заедница, каде што имаме системска дискриминација која што се одвива низ годините. Малеска, сакате да реплицирате? Мислам дека е добро во тој случај, ако немаме случаи кои што се заснуваат врз етничка, на дискриминација врз основа на етничка припадност, а веројатно тоа се должи заради тоа што сме успеале да во изминатите години воспоставиме некаква правична застапеност преку рамковен договор, преку споделување на власта и така натаму, кога имаме сега 20% од албанците во администрацијата. Значи така што сега ќе мораме да започнеме нова страница, да свртиме и да започнеме ново поглавје во државата, мерит системот, вредносниот систем. Би требало, вчера имавме можност да слушнеме од искуството на Северна Ирска, значи некогаш и таму бил проблем застапеноста во администрацијата на етничка основа, да, но сега принципот на мерит и одредени стандарди кои што треба да ги стасате имаат клучна улога, а потоа се останато. Значи и ние ќе треба да почнеме да целиме натаму доколку сакаме да изградиме уште по, да речам, кохезивно и по фер општество. Ромите беа споменати. Тие се најмолчеливата категорија, малцинска категорија во државава. Другите полесно може да се наметнат. Па не се однесува моментот на наметливост. Самата држава треба да води грижа за секој еден граѓанин, вклучително и ромите кои за жал 30 години се наоѓаат во една незавидна. Да, државата не води сметка. Состојба, но нивната борба, прилично, е мека. Во тој смисол говорам. Па, можеби е време, не знам, нели, протестите се демократско право, можеби треба да бидеме погласни во однос на остварување на нашите права. Спомнато беше и правичната застапеност, меѓутоа ние се уште не сме дојдени до таа фаза каде што навистина и ромите ќе бидат вклучени во одредени клучни институции во делот на администрација во министерствата, каде што навистина треба да им се даде можност и шанса, и моите заложби и застапувања водат кон тоа.
ние дискутираме и дебатираме, значи дајте да видиме да... Иначе како ние можеме да надминеме дискриминацијата ако нема вклучени роми во тие институции за да на некој начин влијаеме превентивно да се намали дискриминацијата во ромите. Немате моќ, вие немате моќ ја би рекла дека да помогнете? Во овој момент, ако зборуваме за политичка моќ, немаме политичка моќ, но не значи тоа дека ако немаме политичка моќ, дека ние постојано треба да сме на маргините на ова општество. Напротив, мора, значи, државата, особено владата, извршната власт и ние, во собранието како пратеници, да го отвориме ромското прашање, процесите кои се отворени да ги затвориме, на некој начин да и вработливоста биде зголемена. Ние ден денес зборуваме во однос на лица кои немаат се уште документација и кои каде што системот не ги гледа. И како име на тие лица? Луѓе кои не ние постојат. имаме проблеми со бездомништвото. Да. Ние имаме проблеми во делот на пристап до здравствените услуги. Меѓутоа, сметам дека во периодот што следи, сите овие проблеми полека ќе се надминуваат, затоа што 30 години, кога еден народ, ромскиот народ, постојано е на маргините и не се прави доволно, и тие проблеми се натолажуваат, и потоа е многу потешко да се решат. Но се согласувам дека и како се потребни системски решенија во однос на ромското прашање. Беше спомнато ад хок активности или интервентни. Не, со тоа не го надминуваме проблемот. И затоа ние тежнееме кон тие системски промени и затоа очекувам во најскоро време во однос на лицата без лична документација го чекаме законот да стигне кај нас во собрание. Тој закон нуди системско решение каде што сите овие 700 лица ќе си отидат во редовна постапка и ќе си добијат изводи со матични броеви како што сите ние имаме и секако биометриски лични карти македонски. Неда Здравева, како може Комисијата за антидискриминација да помогне со околу ромското прашање? Секако дека може преку превентивните механизми кои што ги има, со давањето на насоки и препораки. Не е само Комисијата надлежна. Улогата на народниот правобранител е особено важна во овој систем исто така. Во системот се важни и механизмите кои што постојат преку центрите за социјална работа, важни се механизмите кои што постојат преку здравствениот... Но тоа не функционира. Систем... Да. Има многу институции. Има многу институции кои што недоволно координираат собствената работата, меѓусебната работа и соработка во за кои не смее да се каже дека се паразити. Знаете како, јас не можам да кажам дека институциите сами по себе се не, таму работат луѓе. Меѓутоа и не можам да кажам исто така не можеме тоа да го кажеме за сите, меѓутоа можеме да кажеме дека има голем број на луѓе кои едноставно не знаат што има работа тамо. И следен чекор е дека дури да знаат што има тамо работа, јасно не знаат како да ја сработат таа работа. И од таму веројатно перцепцијата на граѓаните, вклучително и мојата, дека некаква работа особено во јавниот сектор, доминантно во јавниот сектор ја добил врз основа на некаква припадност, најчесто партиска припадност. Не зборувам за политичка, зборувам чисто за партиска. Значи, да не заборавиме дека во Шутово Ризари колку време нема гинеколог? 29 од последниве 30 години. Имаше гинеколози, меѓутоа некои од нив се задржуваат 3 месеци, 6 години, 6 месеци, па година дена, меѓутоа ете сега... Во 30 години една ќе се собере вкупност. Мислам дека трајно го решивме овој проблем, бидејќи навистина имаме матичен гинеколог каде што очекуваме да остане многу подолго. Така што, знаете, кога зборуваме за правата, ајде да зборуваме и за тоа право и тој вид на
основен пристап до некаква здравствена заштита. Примарна заштита. Работата е што многу институции можат да помогнат. Прашањето е колку ефективно и ефикасно го прават тоа. Во граѓанскиот сектор постојат организации кои обезбедуваат бесплатна правна помош. Хелсиншкиот комитет е една од тие организации. И активно навистина се обидуваме да се вклучиме онолку колку што е можно и во обезбедувањето бесплатна правна помош, но и во некакви системски процеси. Кога станува збор конкретно за ромите, постои низа на организации кои обезбедуваат правна, параправна помош на лицата кои имаат потреба и да извадат документи и да имаат пристап до некакви социјални услуги, здравствени услуги и слично. Но не може работата да се сведе на ентузијазмот на неколкумина, на мала група. Работата е дека тоа не е задача конечно на граѓанските организации, тоа е задача на државата. Државата е онаа што треба да се грижи и да го обезбедува тоа. Заштитата од дискриминација оди до некаде. Од таму па натаму постојат политиките на инклузивност. Двете заедно, паралелно водени, би требало идејата е да овозможат сите граѓани на вистина да се чувствуваат еднакви и пред законот, и во услугите кои што ги добиваат, и конечно државата да остварува својата социјална функција. Така барем пишува во уставот дека е социјална држава, бидејќи сега се фокусираме на тој вид на права. Да, Комисијата за спречување и заштита од дискриминација направи значаен исчекор. Само во овој дел да се надоврзам. Колку другите ќе се вклучат, ќе видиме. Значи, во однос на бесплатна правна помош, сакам исто така да кажам дека Министерството за правда има 32 подрачни оделенија, има 7 правни клиники, обслужувани од правните факултети. Моабетот или разговорот ми е дека покрај невладиниот сектор што нуди бесплатна правна помош, тука е и Министерството, значи за правда, но секогаш треба повеќе. Имате сепак 700 луѓе без документи. Правна помош најголемиот дел се граѓански организации. Правните клиники 15 правните клиники, значи имаме подрачни оделенија. Па знам. Прашањето е колку капацитети имаат подрачните единици на Министерството. Имаат, значи таму се вработени ги развиваат. Правници. Сето тоа е одлично. Тоа велам супер. Ајде да го искористиме. Ајде да го ставиме во функција. Сакавте да се вклучите и затоа покрај граѓанскиот сектор секако тука е Министерството за правда. И добро е што има што повеќе и повеќе институции од граѓански милиони институции се уште не се решени проблемите. Давање на бесплатна правна помош, особено за оние ранливи категории каде што се и ромите. Да, кампери, можете сакавте да се вклучите. Да, може да додадете. Да, што беше прашањето што може да направи комисијата, може да кажам што сме направиле до сега. Значи, во поглед на сензибилизација сме одржале 4 обуки со представници на локални институции, тоа се Центар за социјална работа, АВРМ и представници за сензибилизирање за проблемите со кои што се соочуваат ромската заедница. Дали на некои луѓе од ромската заедница сте им помогнале? Да, вака. Значи, првично... Освен обуки што сте правили. Во Кавадарци имаше предмет за дискриминација во однос на пристап до вода. Општината, значи, откако утврдивме дека постои дискриминација, општина Кавадарци постави резервоар за вода согласно нашата препорака и согласно пресуда од Европскиот суд за човекови права. Во поглед на сегрегација, имаме проблеми со сегрегација во основни училишта, каде што имаме чисто етнички училишта, односно училишта каде што учат само роми и само македонци. Тука исто така донесовме мислења. Во кој век живее ова? Да, овие луѓе во кој век живеат. Има и такви појави, значи сме утврдиле во Штип и во Битола. Има такви појави. Судот во Страсбург, бидејќи после и тужеа тие родители,
Дури има цитирано наше мислење на комисијата во нивната пресуда. Ја задолжува државата преку наша помош од комисијата ние да изнајдеме решение за поглед на тоа што ние веќе имаме препорака измена на закон за основно образование кој што би го спречило би ја спречила сегрегацијата и веќе баш денес ки разговарав за потенцијални финансиска помош од меѓународни партнери за да тоа некако се олесни, се фацилитира целиот процес за собирање на експерти, правење на добро номотехничко решение. Ромите се соочуваат со проблем при пристап до барови, кафиќи и така натаму. За многу од нив сме утврдиле и дека постои дискриминација, а веќе и на 14 март мислам имам рочиште против собственик на кафе бар кој што одбил да прима роми. Да не лице в лице оној случај кога им беше забрането да продаваат списанието лице в лице, се сеќавате? Не, ова е за друго. За друго е? Да, во Пазени, мислам дека беше во Скопје, имаше некој надпис дозволен е пристап за роми само во среда или така нешто беше. Отиднавме веднаш, направивме увид и го тргна тој надпис. Така нешто, да. Да. Дополнително во поглед на превентивната функција имаме направено модули за деца од основно образование во повеќе возрастни групи, каде што ги учиме децата за толеранција и почитување од различните од нив. Поентата е дека треба почнеме и со младите, треба време, се гради култура кај нас, зашто Таа култура ја имавме во бивша Југославија, оние кои се сеќаваат сме. Океј. Да. Тоа е нашата проценка, дека добро е да се таргетираат младите, тука го направивме со помош, нели? И што се случи во меѓувреме со граѓаните, не со институциите, со граѓаните. Кога говориме за некаква нова култура која треба да постоеше порано, на почитување на различностите, се разбира ве? Ова со децата роми во образованието ме потсети да укажам на тоа дека децата со диабетес во образовните процеси и во градинка имаме дел дискриминирани, дури и стигматизирани. Полоша варијанта имаме и стигматизирани. И ги одбиваат, не ги прифаќаат. И сега треба се во закони да пишеме. Ние станавме таква држава, во со нова култура, ако го нема во закон, ако го нема во правилник, на наставникот, на воспитувачот, на можеби да, нели тоа викаваме страв да буцкаме, страв да мериме. Што треба да стои? Почитувајте ги луѓето без разлика. Има основни правила какви се, за работа каква со боја децата. имаат, каква религија, каква националност, тоа ли треба да стои? Повеќе од не би сакал да одам, двете неди тука се покомпетентни, меѓутоа основно човеково право, правото на живот и да го живееш животот како што си. Ние тука припаѓаме како здравие. И пазете, ние се трудиме како сојуз, комуницираме со градинки, со образовни институции, пробуваме да ги едуцираме, да ги обучиме, за да ги прифатат децата. Децата со диабетес се ништо по-неразлични од другите сите деца, освен што им требаат некоја минута плюс за да се измерат диабетес, да каснат можеби овошка нешто на време. Сите се различни, тоа е проблемот Велев. Сите ние сме различни. И ништо не е со стигматизација. Тоа е. Сите сме различни, сите сме еднакви. Сите сме исти. И јас мислам дека сакам да заклучам со господја Бети Ѓургиевска. Да. Ја дадовте вчера следев целосен одговор на стриминг, кога сопруга на председателот или доктор е, значи да ја тргнеме како доктор, кажува дека нас во општеството ни се појавува равнодушност. Ние тоа го гледаме во здравството. Ние имаме веќе се соочуваме со инциденти, се случаеви, не се ни напрсти за неколку, но клучни кои што е равнодушно. Се чудевме на соопштението, ние кажуваме нема 1-2 инсулини, тврдиме 5000 луѓе, на терен собравме анкетите, мислам преку аптеките, 5000 луѓе во 2 месеци нема инсулин, и он излегува соопштение, па имаме замена за тој. Молим, и сега тука треба доктор ендокринолог да ви обясни што значи таа замена. На крај сме, Велев, на крај сме. Крај на анализа, ви благодарам што бевте гости.
Благодариме вас. Благодарам што не гледавте. Пријатно.